ова е најбитниот дел моментално што треба да го разбереме. Вака се. Ќе ги ставиме едно до друго, така. Што имаме ние сега овде? Секогаш кога имаме каматни стапки кои што се високи, имаме inverted yield curve. Како се враќаат каматните стапки надолу? Така Федералната резерва почнува повторно да позаемува пари на државата. Повеќе пари во оптек, државата нема потреба високи каматни стапки на своите обврзници, истите ги намалува. Но настапува што? Настапува рецесија и настапува што? Настапува висока невработеност. Значи, ова што гледаме овдека, во 1990 до 1992, период во кој што каматните стапки на Федералната резерва се намалеле поради што? Се намалеле поради тоа што сме имале висока невработеност. А во исто време тоа предизвикало и враќање на yield curve во нормала, но предизвикало и што? И рецесија. Што значи дека секогаш кога сме имале inverted yield curve, имаме намалување на каматните стапки, висока невработеност и рецесија.